Нью Йорк планира да им наплаќа на возачите кои влегуваат во центарот на Манхетен до $23 дневно за да се подобри квалитетот на воздухот и да се намали сообраќајниот метеж. Ова не е нова идеја. Во 2007 година, градоначалникот на Нью Йорк, Майкл Блумберг, предложи на возачите да им се наплаќа патарина од $8 за возење низ центарот на градот за време на шпицот. Планот не помина во собранието на сојузната држава Нью Йорк. Во 2019 година, градоначалникот Бил де Блазио и гувернерот Марио Куомо ги поддржаа патарините за возачите кои влегуваат во градот за да се ограничи метежот во Манхетен и да се соберат милиарди долари годишно за да се помогне во модернизацијата на градскиот јавен транспортен систем. Но усвојувањето на идејата беше бирократска мака. Државите бараа дозвола да наплатуваат патарини за користење патишта изградени со федерални пари и идејата ја изгуби силата за време на пандемијата на COVID-19 и за време на администрацијата на Трамп. Но тоа беше оживеано за време на администрацијата на Бајден и во јуни Нью Йорк доби федерално одобрение да продолжи со планот за наплата на патарини. Метежите се огромен проблем, а решавањето на метежот ќе биде добро за економијата и добро на крајот за оние кои возат и плаќаат, бидејќи ќе можат да стигнат до центарот на градот и да патуваат во него многу побрзо. За оваа одлука не се сите среќни. Сојузната држава Њу Џерси ја тужеше Федералната управа за автопати, која ја разгледа и ја одобри програмата на Њу Йорк. Во тужбата се вели дека сите тие возачи ќе завршат во Њу Џерси, ќе ја оштетат околината и ќе наплатат пари од џебовите на стотици илјади жители на Њу Џерси, кои секојдневно патуваат до Манхетен на работа. Против новиот план се и таксистите. Ова многу ќе му наштети на бизнисот. Штета што ни го прават ова на нас возачите. Ние сме дел од одделот, превезуваме луѓе и се. Мислам дека немаат почит кон нас. Тоа не е наша вина. И бараме да бидеме иземени. Не доаѓаме овде да уживаме. Ги земаме луѓето од точката А, ги носиме до точката Б, потоа повторно ги земаме и превезуваме. Возачите не можат да си дозволат друг данок. Не е легално. Ние веќе плаќаме данок. Не можете да не одданочувате два пати. Ние не се противиме на наплата за патарина, бидејќи разбираме дека треба да го направиме она што треба да го направиме. Градот треба да оди напред. Но тие ни прават високи трошоци. $23 се многу пари што не можеме да си ги дозволиме да ги платиме. Износот на патарината, за која се уште се дискутира, може да се движи меѓу $9 и $23. Мерката би можела да почне да се применува веќе напролет во 2024 година.